почитувани колеги, почитувани представници на ръководството на синдикатот, гости од синдикатите кои што соработуваат со Македонскиот политички синдикат. Чест и задоволство ми е во своје име и во име на Министерството за внатрешни работи да ја поздравам на почетокот на овие 14-ти поред синдикални игри и средби што во организација на Македонскиот политички синдикат се одржуваат овде во нашиот преубав Охрид. Синдикалното организирање и действување се една од суштинските алки во институционалното, но и во севкупното системско почитување и остварување на социјалните и работничките права на граѓаните. Начало кој без исклучок мора да важи и за полицијата, иако сме свесни за специфичноста на оваа професија, која што е строго нормирана во поглед на правата и обврските на полицајците. Токму затоа и соработката на Министерството со Македонскиот политички синдикат е секогаш во интерес на вработените насочена кон заедничката цел, а тоа е подобрување на условите за работа на вработените во МВР. Свесни сме дека проблеми во секојдневното работење има многу, но мојот пристап како министер и на раководството на Министерството за внатрешни работи не е само да ги воочиме проблемите, туку и да најдеме решение. За мене е неприфатливо скоро една деценија да не се набавени нови униформи, чизми, чевли за полицајците. Неприфатливо е нерационално трошење на буџетските средства на штета на полицијата и затоа ветувам дека нема да дозволиме повеќе се повторува ваква работа. Опременоста на полицајците мора да биде на прво место. Затоа веќе започнаме поставка за набавка на 7000 комплетни специјални чизми, чевли, кошули, панталони, здолништа, джемпери, капи и ремени. Во тек е постапка за набавка на канцелариски материјал, со кој ќе се опремат новите полициски станици во Ѓорче Петров, во Егуновце, управните служби во Куманово и секторот за прекршоци во Север Куманово. Набавивме 400 компјутери кои ќе бидат распределени по полициските станици, а наредниот месец ќе бидат набавени и над 40 нови возила. Инвестициите во услови за работа се еден од неколкуте приоритети на Министерството. Тие нема да застанат само на овие набавки. Секако, за да ги донесеме правилните одлуки, нас ни треба и искрена и професионална соработка со организираните синдикални издруженија. Македонскиот политички синдикат го сметаме за партнер кој има одговорност да ги застапува интересите на вработените во полицијата, но и заедно со раководството на Министерството да понуди одржливи решенија за надминување на проблемите. Јас сум отворен за заедничка соработка која сметам како вложување во македонската полиција. Почитувани колешки и колеги, свесни сме дека полициската работа е одговорна, сложена, но за жал честопати и живот загрижувачка. Многу наши колеги ги дадоа животите, извршувајќи ги своите работни задачи, бранејќи ја сигурноста и мирот на граѓаните, безбедноста на државата. Жалиме за загубата и им одаваме почит за нивниот влог во нашата иднина. И затоа е многу важно да се подсетиме дека синдикалното здружување значи и солидарност и меѓусебна поддршка. Ги поздравувам ваквите настани преку кои го јакнете над преговарачкиот дух, но истовремено воспоставувате релации што може да ви помогнат во индивидуално и професионално ниво, но и на организационо ниво како синдикални асоциации. Затоа посакувам успешни надпревари, посакувам спортска среќа. На МПС му посакувам да биде добар партнер со Министерство за внатрешни работи, да не премолчува тогаш кога грешиме, заеднички да нудиме решенија, да се однесуваме домаќински одговорно и да бидеме горди што ќе направиме Министерство за внатрешни работи и полиција со која што ќе се гордеат граѓаните на Република Македонија. Ги прогласувам овие игри за отворени и ви посакувам многу среќа и подобри услови за работа.